На тендерот е некаде околу 15% пониска цената од таа која што била во минатото, што за мене е важно, бидејќи ќе се заштеди. Често пати разговарам со луѓето од СМ, поранешно Елем и од Рек Битола, како е ископот на јаглен, како се количините, имајќи предвид дека сме зима и дека треба да се задоволи енергетскиот баланс. Од одговорите кои што ги добиваме дека тие апсолутно си ја вршат работата како што треба, бидејќи количините на јаглен се доволни за да се задоволи потребата на граѓаните. И тоа е тоа што е за мене важно. Сето останато јас не би го коментирал, затоа што на вас новинарите да истражите, но обвинителството е да констатира дали има нешто незаконито или законито, на јавноста е да цени, да суди. У првите две прашања одговори конкретно, не знаел која институција каков тендер распишува, туку ова прашање па у детали одговори за тендерот за ископ на јаглен за Рек Битола. Тоа е првата моја дилема која што имам после ова што го слушам. Втората дилема која што ја имам е дали незаконските работи стануваат законски ако ти победиш на избори, пошто таа теза е тезата која што Мицковски ја пласираше на крајот на одговор. Тој тендер у Рек Битола е стварно проблематичен, затоа што го добива фирма која што важи за блиска до ВМРО ДПМН, која што мистериозно добива тендери по цела Македонија од државата, која што фирма е носител на јавната набавка, а е во конзорциум со далеку поголеми фирми кои што би имало многу повеќе логика да бидат носители на јавна набавка. Мицковски збореше дека набавката на јаглен од Грција бил криминал. Фирмите што го набавувале јагленот биле криминални. Јагленот во Рек Битола се увезува исто од Грција и истите фирми го увезуваат. Значи криминал немало. Кој во оваа држава има капацитет да направи откривка, да исчисти јаловината и да отвори нов рудник за јаглен? Освен една фирма, Марковски. Реалноста е дека друга фирма нема државата. Нема друга фирма што ги има тие машини. Во регионов нема друга фирма.